Добро вечер. Вестите на денот ви ги презентираме и во ова издание на Дневникот. На почеток издвојуваме дел од содржините кои ќе следат. Промоција на активните владени мерки за вработување посебно за младите до 29 години имаше денес во Кочани. Акцентот беше на можностите за вработување во компанијата Амфенол. Наезда од змии, и тоа не само во шумите и полињата, туку и во урбаните средини. Клиничката болница во Штип е снабдена со серум против змиски отров. Кај нас најотровен е поскокот. Се крена фестивалското знаме на овогодинешниот фестивал на аматерски театар. До 30 мај ќе настапа 14 театарски групи од Македонија и една од Србија. Директорот на Агенцијата за вработување на Македонија и менаџерскиот тим на компанијата Амфенол денес во Кочани ги представија можностите за вработување во оваа компанија, како и можностите кои владата ги нуди во проектот Македонија вработува. Најголем бенефит имаат младите до 29 години. 100 млади лица веќе работат во Амфенол. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски и менаџерскиот тим на кочанската компанија Амфенол на денешната пресконференција ги представија можностите за вработување и поволностите што ги нуди владата преку агенцијата, посебно во странските компании. Сме да ги представиме сите оние мерки и можности што ги нуди владата на Република Македонија преку агенцијата за вработување. Пред се проектот Македонија вработува, во кој што досега самата компанија има искористено поголем број на вработувања врз основа на вработување на млади лица до 29 годишна возраст, кој што проект трае од 2014 година од март месец и досега имаат вработено преку 100 лица само со оваа мерка. Значи компанијата е компанија која што ќе се развива, ќе се проширува, која што ќе има потреба од многу вработување, а воедно да поразговараме за сите оние потреби што ги имаат во нареден период за квалитетен кадар кој што би можеле ние како агенција да го продуцираме заедно со компанијата во делот на регистрација на нивна обука, кој што ние ќе им помогнеме да регистрираат, бидат официјални тренинг партнери во Република Македонија, како и многу други компании кои што во изминатиот период се регистрира. А воедно ги повикувам сите невработени кои што имаат потреба од работа, сакаат да променат работно место, оние што се вработени, да ја посетат нашата веб страница Агенцијата за вработување, www.avrm.gov.mk, на кој што во секој момент има најмалку 5000 отворени работни места на кои што може да се аплицира директно преку системот. А воедно ќе почне и она што сите го чекаат, а тоа е обуката за општи вештини, како што се странски јазици и почетни курсови за компјутери, и најважниот дел, а тоа е обуката за напредни IT вештини, каде што буквално даваме на секој невработен пакет од 1100 до 1800 евра за добивање на знаење од напредни IT вештини, кои што мината недела додадивме 88 сертификати од минатиот оглас, каде што веќе дел од тие луѓе кои што ги подигнаа сертификати веќе се во работен однос. Раководителот на менаџерскиот тим на кочанскиот Амфенол Сашко Наков истакна дека тие одлично соработуваат со Агенцијата за вработување на Република Македонија и ги користат активните мерки за зголемување на вработувањето. Користиме дел од мерките кои што се активни мерки за зголемување на вработувањето. Амфенол е компанија која што има 450 вработени во моментот и 100 лица веќе користеле одредени од тие активни мерки. Еден следен чекор би бил трите страни да дефинираме нови рамки во кои што потенцијалните вработени или новите вработени би биле комплетно спремни да започнат со производниот процес. Раководителот на Агенцијата за вработување од Кочани Звонко Паунов истакна дека тие одлично соработуваат со странските инвеститори во Кочани, како што се Амфенол и Антура. Во Амфенол со мерките на владата на Република Македонија за вработување на лица до 29 години се вработени 100 лица, додека во Антура 59 млади невработени лица. Од семче до големо дрвце, голема сребрена новогодишна елка е мотото на овогодинешниот ден на дрвото, во чии рамки зутринава во основното училиште Димитар Влахов во Штип најмалите учеа како од семка настанува дрво. Оваа акција беше одбележена и во Делчево. Штипското основно училиште Димитар Влахов денес беше домакин на четвртата поред акција насловена Садница Плюс, чиј организатор е граѓанското здружение Ден на дрвото засадија својата иднина.
Од семче до големо дрвце, голема сребрена новогодишна елка е мотото на овогодишниот ден на дрвото, каде најмалите учеа како од семка настанува дрво. Денеска е голем ден за екопатриотизмот, екокултурата и за зелена Македонија, бидејќи нашите најмлади засадуваат иднина. Иднината засадува иднина. Преку учеството на учениците и децата од градинкиве, фактички ја јакнеме нивната свест заштита на природата, бидејќи несомнено секое дрво значи живот, но исто така и секое дрво значи иднина за сите деца. Значи, преку оваа акција ги потикнуваме сите млади и ја јакнеме нивната свест заштита на животната средина. Тоа е нашата намера. За овој ден се поделени 250.000 семки како саден материјал за садување од видот на ова дрво, на елата, која што вака народски се нарекува сребрена ела. 6 за секој градоначалник е неговиот град да биде зелен, чист и убав. Тоа е потреба пред се за жителите на тој град, а денеска ние ги вклучуваме најмалите во нашиот град, кои треба да ја креираат убавината на нашиот град. И пораката е многу силна. Кај тие деца ќе всадиме свест дека се оно што се сади треба се негува и очувам, а лично мислам дека ово што ќе го посадиме ќе се фати. Па на есен ќе го посадиме во сите паркови во нашиот град и Штипки се го задржи епитетот на град кој е доста зелен, каде се сади многу зеленило, а пред се тоа е потреба заради чистиот воздух кој го дишеме. Оваа граѓанска иницијатива има голема поддршка пред се од владата на Република Македонија и ресорните министерства, бидејќи во овој проект активно се вклучени повозрастните групи од градинките и најмалите од основните училишта од цела држава. Садиме дрво. Едно. Само едно? Да. Што значи ово за вас? Убава природа, околина. Ние сега засадивме ела, кој што ќе биде добар за нашата иднина. Засадивме голем број на ели и се надеваме дека ќе бидат успешни и се надеваме дека наистина ќе ги садиме во нашиот двор. Активноста е во рамки на 15-тата акција Ден на дрвото Садница Плюс. Денес и во Делчево во сите образовни институции се спроведе акцијата Садница Плюс, која е дел од големата есенска акција Ден на дрвото засадија својата иднина. Проведуваме Садница Плюс од семче до држце. Сите деца засадија семчиња и ставија во своите чашки земја, почва, потоа сите го засадија и на крајот го полеа и сите ќе го одгледуваат додека не никне. А после една година ќе ги посадиме во нашиот училишен двор, за да ја разубавиме природата, за да се грижат за екологијата и да биде навистина и нашата околина побогата со едно дрвце, што велим. Дечињата со голема љубов и посветеност и пристапија на акцијата и ветија дека секој ќе се грижи за својата садница. Ние имаме акција која што вика Семица Плюс од семе до дрвце и ние ќе ги засадиме. Јас денес засадив дрвце. Секој ден треба да го полеваме. Ние посадивме дрво. Да му поливаме вода, посадив семе. И што ќе изникне од ова? Елка. Потоа му ставих водичка. Ќе поливаме, ќе одгледуваме. Ќе засадиме семе од ела. Наставничката ни подели чашки, ние ги наполнихме со земја и сега сме во подготовка за акцијата во есен. Секоја група има по едно семе и ги засадуваме, заедно ги засадуваме семењата. Засадувањето на семења има надпреварувачки карактер, значи секоја група ќе се надпреварува. И покрај тоа што имаме надпреварувачки карактер, сите ние се надеваме дека ќе бидеме победници, бидејќи сме трудолюбиви и вредни и знаеме да се грижиме за растенијата во природата. Главната цел на акцијата е подигање на еколошката свест кај најмладата популација и грижата кон растенијата. Земјоделците и сточарите од регионот пројавија голем интерес за средство од ИПАРД програмата. Најголем број апликации се за субвенционирање при купување трактори и приклучна механизација. Современата механизација е предуслов за поголеми земјоделски приноси. Голем интерес на земјоделците од Штипска и Карбинска општина за ИПАРД средствата. Ова може да се заклучи по реализираната презентација на ИПАРД програмата меѓу жителите на руралните средини во двете општини,
што неодамна го спроведува вработените во Агенцијата за поддршка на земјоделското производство. Веднаш по објавувањето на огласот, значи се по програмата ИПАР, да Агенцијата за поткрепување и развој на земјоделието, да веднаш излегувме на терен, така да ги формираме граѓаните покрај објавувањето у медиумите, покрај огласот што го имаше, значи на интернет нормално. Нашата основна задача беше, значи, на терен да ги објавиме. Како резултат на ова, за разлика од порано, годинава интерес пројавиле над 50 на земјоделски производители. Благодарение на таа информација, значи бројот на апликанти ова година е рекорден број, значи некаде на Штипски рог 55 броја, значи 55 апликанти, така да и самите земјоделци се задоволни. Сега очекуваме, значи, резултат од апликациите, значи во платежна агенција за Комисијата за ИПАРТ ќе одлучува како што е и понатаму. Инаку овој пат немаше промени во критериумите од втората ИПАРТ компонента, која требаше да започне годинава, но најверојатно ќе стартува од 2017 година. Новина е тоа што од 2014, првиот оглас 2014 што беше, веќе можност за аплицирање има и земјоделци што набавуваат трактори и друга земјоделска приклучна механизација, додека на претходните огласи до 2013 ова поволност ја нема земјоделците, односно за набавка на трактори и земјоделска механизација за примерна обработка на земјиштето немаше алтернатива предвидена во ИПАР. Најголем интерес земјоделските производители пројавиле за набавка на земјоделска механизација и трактори. Финишираат работите за реновирање на Машката бања во комплексот Кежовица. За 15 на дена во план е да се завршат градежните работи, а паралелно ЈПИСР работи на обновување на дворот. Пред известно време беше целосно реновиран сместувачкиот објект во Кежовица. До средината на јуни ќе заврши реконструкцијата на машкиот дел во бања Кежовица. До сега во бањата голем дел од објектите беа реновирани. До сега, значи, се излепени плочките, 90% од работите со плочките се завршени. Се поставени нови ПВЦ прозори и ПВЦ врати во самата бања. Поставена е нова електрика секаде низ целата бања. Средена е вентилацијата во бањата. Кровот, односно таванскиот дел на бањата е премачкан и среден со специјално средство, така да не се рони. Јавното предпријатие ИСАР работи на завршните фази на овој дел од бањата, но и на уредување на дворното место. Во завршните фази за лепењето на плочките, претежно ќе биде на подниот дел, подните плочки и следователно на финализирањето на со осветлувањето и веќе од утрешниот ден преминуваме кон реновирање на дворниот простор, односно ќе биде покриен со бекатонски плочки. Работиме на хортикултурно средување, така да ќе биде на заокружена целина во целиот дел на бањата. Посетителите презадоволни дека после толку години ќе можат да се капат во добри услови. Базените дека седеме за бањањето се скачени, унездени. Бањата беше машка катастрофа, а ја мислам дека ќе биде убаво. Надевам се дека би требало да биде убаво бањата. Бањата е за нас се и свашта. Јас имам дома туш, али не можам да се бањам дома. Меѓутоа бањата ми е се и свашта. Не ми е жал што ќе дадам 100 динара пари, ќе прежалам, ќе дам, ќе се избањам како човек. Оти водата е, меѓутоа водата е лековитна. Па нормално тоа, се ново, боле. Колико ново, толико е боле. Станува збор за инвестиција од 1.200.000 денари и средствата за уредување на овој дел се обезбедени од јавното предпријатие ИСАР. Така, за кратко време бања Кежовица ќе добие нов европски изглед, каде граѓаните на Штип и посетителите од останатите градови ќе можат да престојуваат овде и да ги користат благодетите на лековитата вода на Кежовица. Со наближување на крајот на учебната година, општинските средни училишта во Штип започнаа со промоција на нивните понуди за деветоделенците. Од утре започнуваат отворените денови. Во текот на утрешниот ден во Штипското медицинско училиште Јане Сандански има видеопромоција изготвена од учениците.
Сите можности за едукација кои ќе ги поттикнат идните средношколци да одбират некои од насоките што ги нуди Штипското медицинско училиште Јане Сандански ќе им бидат представени утре напладне преку видеопромоција во просториите на училиштето. Некој е табу за медицинското училиште, како училиште во кое е многу тешко се учи, сакаме да го разбиеме, едноставно да сватат и децата и родителите дека ова е исто едно обично училиште кое нуди перспектива за различни амбиции на децата. Во медицинското училиште за учебната 2015-2016 година има место за 230 идни средношколци во следниве насоки: медицинска сестра, забен техничар, фармацевтски, лаборантски техничар и физиотерапевтски техничар. Сепак, според Илиев, не мора да биде гаранција дека доколку завршат на некој од овие насоки, тоа ќе им биде идна професија. Можем да кажеме на раритет, кај нас математика избираат по 3-4 класа деца, тоа значи пола од генерацијата одат на математика како изборен предмет после втора година, така да мислам дека сме доволно спремни да ги подготвиме децата. Дека не е тешко да се стекне потребното знаење во областа на медицината, потврдуваат и сегашните ученици вклучени во промоцијата на училиштето. Медицинска сестра, па бидејќи тоа е хумана работа и сакам да помагам на луѓето. Па во иднина се гледам како успешен доктор. Уште како мал ме привлекуваше фармацијата, посебно хемијата. Во основното училиште ми беше омилен предмет. Во иднина се гледам како успешен фармацевт. Се гледам како хирург или некој доктор во судска медицина. Доколку имаат интерес за професијата забен техничар, она што е неопходно пред се е желбата, но и трпението при практичната работа, за која се користи секако теоретското знаење, порачуваат професорите. Учениците тука изработуваат изработки, почнувајќи од заби изработени во гипс, па потоа коронки, моделирани со восок, што ќе користи за неговата естетика, функција, за оралното здравје. Стоматологијата и протетиката се повеќе барани професии кои нудат безбедна иднина, велат средношколците. Овој смер го одбор бидејќи мислам дека понатаму во животот можам да просперирам овде, може да бидам иден стоматолог, нели? Моја визија. На другите ми препрачувам дека може да запишат на ова, бидејќи не е тешко, а исто така и за ова работа само треба трпение. И исто така е многу важна оралната хигиена за човекот, да имат убав насмевка и естетскиот изглед. Отворениот ден во средното општинско училиште Јане Сандански ќе започне во 12 часот, зашто директорот истакна дека веќе има обезбедено и превоз за 9 одделенците. Топлото време ја актуализира опасноста од каснување на змии, пред се во полињата и шумите. Во нашиот регион живеат неколку видови на змии, од кои 3 вида се отровни, а останатите се безопасни. Лекарите советуваат: доколку ве касне змија, мобилизирајте го местото и веднаш барајте лекарска помош. Поради летниот период зголемена е можноста за каснување од змии. На инфективното одделение во клиничката болница во Штип обезбедени се ампули од серуми против змиско каснување. Минатата година во мај имало случаи со убоди од змии. Годинава за среќа се немаат јавено пациенти каснати од змија. На одделението, значи како инфективно одделение, редовно ги имаме серумите против змиски отров. Овие серуми не се даваат профилактички, значи превентивно, туку се даваат после укасување од змијата. Секој повреден, укасан пациент од змија, значи мора да се јаве прво до најблиска на медицинска помош или директно може да дојдат до инфективното одделение каде што ќе им се пружи помош. Лекарите советуваат да се избегнуваат местата каде што лицата ќе најдат на змии, да не се обидуваат да ги вознемеруваат, бидејќи во тој случај се ставени на поголем ризик да дојде до касање. Во случај ако дојде до убот од змија, лицето веднаш да се јави во најблиската идна медицинска помош или доколку во моментот не има услов за брза интервенција, лекарите советуваат како сами можеме да извршиме имобилизација пред да отидеме во болница. Добро е да се направи повеска, значи врзување на делот од телото над повредата према срцето. Значи, меѓутоа и тука има
можност да се направи грешка, да се многу стегне местото. Убаво е ако има кој да му помогне на лице место, нели, со цицање на местото на повредата, да се исплука, да се, нели, отрува. Меѓутоа, сепак, после ова прва помош или само помош која може да му се даде на каснатиот или самиот да се ја направи, обавезно е јавување на лекар. Ако времето од каснувањето до давањето на серумот е брзо, тогаш пациентот е 100% заштитен. А што се однесува до ободи на инсекти и крлежи од клиниката за инфективни болести, информираат дека се уште нема соодветни серуми за заштита. Со изложба на традиционални јадења и носии се одбележа денот на културната разновидност во Делчево. Верската, културната и етничката разновидност се сврзувачко ткиво на животот во Делчево. Нема различности. Верската, културната и етничката разновидност се сврзувачко ткиво во Делчево како една мултикултурна средина. Во Делчево има соживот, без разлика на верата и националноста, порача организаторите на изложбата на традиционални јадења и носии, со која се одбележа Светскиот ден на културната разновидност. Целта на оваа наша активност е да покажеме дека ние делчевчани, без разлика на културата, без разлика на етничката припадност, имаме добар соживот со нашите сограѓани, без разлика дали тие се роми, турци и другите националности кои живеат во нашиот град. Различности помеѓу нас луѓето не постојат, меѓутоа убаво е да видиме, еве гледам подготвена во изобилство, има храна, има носи, да се запознаеме, да се подсетиме на некоја традиција на нашите предци, на нашите баби и дедовци и уште еднашка, значи и овој ден ќе го искористам како апел да постојат такви денови, меѓутоа никој да не се чувствува дека постои разлика помеѓу сите нас. Овој настан за нас представува голема важност, затоа што ние живееме во една мултикултурна средина во Делчево. Имаме соживот, значи не спојува традицијата, имаме многу блискости, ако сме различни по вера и по националност. Традиционалните јадења, зелници, баница, качамак, баклава, се уште се предизвик и за младите домакинки. Јас подготвив колачи, од рецептот на моите колачи од мојата баба, од работивиште. Таа ги подготвуваше, беа многу вкусни. На изглед можеби не се многу убави, ама за вкусни се многу вкусни. Денот на културната разновидност го организира Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Делчево во соработка со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев и ромската организација Тернипе МК. Преку фриленсинг до остварување на вашите кариерни цели. На оваа тема американското каче во Штип денес организираше обука за работа онлайн. Македонска веб страница нуди можности за алтернативен начин на заработка со привремен интелектуален ангажман. Како на алтернативен начин да се заработи со искористување на знаењата и вештините кои ги поседуваме? Како на најдобар начин да се искористи слободното време, а при тоа да се заработат пари? На овие прашања денес им беше одговорено на присутните во американското катче во Штип, откаде започна карванот за промовирање на платформата која представува македонска фриленс веб страна, која овозможува поврзување на фриленсери и креатори на проекти. Онлайн поврзувањето е дел од фриленсерството, кое значи работење на повеќе проекти за повеќе компании од дома без обврзување. Работилницата беше на тема преку фриленсинг до остварување на вашите кариерни цели. Ова е локална фриленсинг платформа, достапна на македонски јазик и опфаќа 7 категории, значи развој на веб апликации, развој на софтверски апликации, интернет маркетинг, дизајн и мултимедија, анализа и обработка на податоци, превод и пишување, бизнис и правни услуги. Hitlenser.com може да ја користи секој кој сака слобода во работењето, без ограничување во однос на возраста или образованието и фирми кои бараат лица за работа на определен период. Сакаме да се етаблираме како веб страна, онлайн платформа, место каде што
компаниите и фриленсерите, значи ќе се мечираат, ќе се поврзуваат, но не и посредници за склучување на договор, за трансакции и слично. Промоцијата на hitlenser.com во Штип предизвика заинтересираност кај повеќе генерации, меѓу кои и средношколци. Моментално сум во средно училиште и се уште не знам и се надевам со ова барем малку ќе знам, ќе ме насочи кон патот кој што сакам во иднина да работам. Да ги видиме новите можности, да видиме што ни нуди оваа платформа, дали таа ќе ни биде од корис на нас. И така, кој ќе ни биде бенефитот од сето ова? Интернет страната hitlenser.com во Македонија започнала да се реализира кон крајот на февруари само на локално ниво, но се работи на тоа да се прошири како интернационално етаблирана платформа која веќе е поддржана од амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. Започна 51-то издание на драмскиот аматерски фестивал во Кочани. 14 драмски групи, ансамбли и театарски групи една од Нови Пазар, Србија настапуваат до 30 мај во Домот на културата Бели Мугри во Кочани. Синоќа во големата сала на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани беше крената завесата на годинешниот 51 ДАФ, на кој во наредните 6 фестивалски дена ќе настапат 14 драмски групи и ансамбли од исто толку градови на Македонија и од Нови Пазар, Србија, во рамките на официјалната конкуренција за една од наградите. На свеченото отворање на фестивалот пред присутните зборуваше Благој Пенов, извршен директор на ДАФ, кој меѓу другото истакна. На оваа сцена, во овој храм на културата и уметност, во нашиот град Кочани, кој од вечерот по 39 пат во низа, ќе биде домаќин и ќе стои се што е во нивна моќ и обврска. Драмските аматери учесници на завршницата да се почувствуваат како да играат на нивните матични сцени. Но и за вас, почитувана публика, да уживате и заборавите на собитијата што се гледат секојдневието и дека со право го именуваме овој град, оваа микрокултурна средина за стожер на македонскиот драмски аматеризм. Во името на градот домаќин присутните ги поздрави и фестивалот го означи за отворен Јордан Димитров, председавач на Советот на општина Кочани. Ме причинува посебна чест да ви се обрадам на отварањето на 51-иот драмски аматерски фестивал на Македонија. Дозволете ми од името на Советот на општина Кочани и на локалната самоуправа да го изразам задоволство што Кочани повторно по 39 пат е домаќин на ДАФ, дебелот на македонскиот професионален театар. Токму затоа на оваа цена очекувам и годинава да се сретнеме со нови лица и улоги кои утре ќе виднат кон врвот на македонскиот театар. Оваа сцена одвечера повторно ќе ги открие театарските креации на материте, кои како театарски дела ќе ни возможи едно несекојдневно доживување. На крајот на сите гости и учесници на годишниот театар и посакувам пријатен престой во нашиот град. Ви благодарам. На првиот ден на фестивалот настапија аматерите од гимназијата Гоце Делчев од Куманово со представата Недоразбирање во Демол на текст и во режија на Давид Јовановиќ, како и драмското студио при Домот на културата од Крива Паланка со представата На клупата на текст од Трајче Кацаров, а во режија на Глигор Цветковски. Денеска на програмата е настапот на аматерите од Вевчани, Скопје и Битола. Најмалку 800 лица починаа во Индија од пеколните горештини и исклучително високите температури, кои зафатија неколку делови од земјата. Во изминатите денови температурата во некои делови од Индија, а особено во реонот на Алахабад, се искачија до 48 степени Целзиусови. Во последните денови во поплавите во Тексас загинаа 4 лица, откако 14 годишно дете и неговото куче беа пронајдени удавени во одводен канал во предградието на Далас. Во неделата беше откриено тело на маж во надојдената река Бланко, а во саботата беше пронајдено тело на една девојка. Во 24 окрузи на Тексас прогласена е вонредна состојба. Најстарата личност во светот, Джерелијан Тали, го прослави 116-тиот роден ден на црковен собир во северната сојузна држава Мичиген. Тали живее во предградие на Детройт, а својата долговечност ја поврзува со низината верба во Господ. Таа никогаш не пушила, ниту пиела алкохол. Единствената операција во животот имала кога и ги изваделе крајниците.
Откако победнички се врати од Турново, фудбалскиот клуб Брегалница утре ќе го одигра завршниот надпревар од оваа пролетна сезона. Брегалница во Турново ја продолжи одличната низа на победи и веќе 12 кола поред. Сините не знаат за пораз. Утре на градскиот стадион во Штип ФК Брегалница ќе го одигра последниот надпревар против екипата на Пелистер. Се работи за една изворена полусезона на мојот клуб, на нашиот клуб, фудбалски клуб Брегалница. Една изворена игра на сите мои играчи, една дисциплинирана, пожртвувана игра која што плени со огромно почитување и у себе, со респект према противникот и нормално едно коректно однесување на сите актери на фудбалскиот терен. Ако докажавме дека во Турново можеме да направиме резултат, можеме и со Пелистер дома да направиме резултат. Тоа е една водилка што не води во ова првенство. Значи да останеме непоразени, а сега ни е огромна шанса и да победиме и да завршиме со победа. И покрај рекордот кој што го постигна Гачевски, да направиме еден друг рекорд на ова полусезона, кај што можеби од 16 надпревари 15 можеме да бидеме и да имаме победи и нерешени, значи да останеме непоразени. Тоа е еден огромен резултат кој што се надевам дека долго време ќе се памти. И тоа е мотив повеќе да дојдат љубителите да не поддржат, за да можеме заедно да го оствариме тој резултат и да ставиме печат на оваа успешна полусезона. Оно што сигурно е јасно е дека сините покажа одлична храбра игра и со тимски дух се изборија и наредната сезона да блескат во првата лига. На секоја утакмица Брегалница влегува мотивирано, концентрирано за освојување на бодови и така што целиот клуб начело со тренерот Владко Костов, кој е наш стратег и ни помага многу. Се надевам дека сега на наредната утакмица со Пелистер ќе одиме да ги победиме, да оствариме победа, а таа победа да ја посочиме на нашите гледачи, навивачи и исто така на нашата група на Фалангата. Од последното одиграно коло за најдобар тренер на колото е прогласен Владко Костов, тренерот на Брегалница, човекот кој ја одбележа пролетната сезона и во одиграни 13 надпревари го предводи својот тим без пораз во лигата. Фудбалскиот клуб Брегалница на следниот надпревар ќе игра без четворица играчи, но сето ова остава простор на помладите играчи да бидат во составот и да го покажат својот квалитет и талент. Кристијан Воденски го освои четвртиот шампионски појас во нага конкуренција. Откако минатата недела беше прв на надпреварот кој што се одржа во кнежеството Монако, 9-годишниот беровченец кој што живее во Германија, Кристијан Воденски Кико, не дозволи да биде изненаден. Тој успеа да го освои четвртиот шампионски појас во бразилско џиу-џицу на германскиот шампионат на нага кој се одржа во Дортмунд. Тој настапи во категоријата експерт до 25 килограми. За да стигне до овој успех, Воденски во првата борба го совлада Мартин Коринек од Чешка, додека втората борба беше надпревар со англичанецот Джейк Мекколи од Беса Биџиџи од Лондон. За неговиот тренер, неговиот татко Ване Воденски, кој што е по потекло од Берово, настапот бил многу важен бидејќи сите значајни личности инволвирани во овој спорт биле на надпреварот во Дортмунд, а исто така имало присуство и од голем број на спонзори. Според изјавата на Ване Воденски за порталот Типон, Кристијан покажал дека е единственото дете од Германија кое може да се бори да победува со интернационалци. Само тој успеал да обезбеди висок пласман и да стане шампион. Во конкуренција на деца од цела Европа, големиот македонец Кико покажа дека е подготвен да се бори со противници од целиот свет. Вчера во Виница се одиграа уште два надпревари од турнирот во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов. Екипата на Југо Кокта од Штип ја совлада екипата на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН со 1:5. На вториот надпревар, екипата на ЈП Кале беше поразена од екипата Хипокс со резултат 4:9. До сега победа има екипите на Арама против Патриот и екипата на Максимус против Зрновци. По пауза од 2 дена, надпреварите продолжуваат во четврток помеѓу екипите на ФК Кочани против екипата Облешево, ЈП Кале против Зрновци и Максимус против Хипокс. Надпреварите започнуваат во 17 часот и 30 минути. Инаку овој турнир во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов ќе трае до 7 јуни. Ги проследивме сите подготвени содржини. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.